Отворен и динамичен разговор, така шефот на државата го нарече денешниот состанок со францускиот претседател. Средбата за време на Парискиот мировен форум траела половина час во кој и Емануел Макрон и Стево Пендаровски ги изнале своите аргументи зошто земјава не доби датум за преговори и зошто земјава треба да добие датум за преговори. Според Пендаровски на состанокот биле расчистени неколку клучни точки. Макрон му пренел дека Париз почнал со разработка на новата методологија за пристапување и дека на ниво на концепт документ веќе е дадена на разгледување кај земјите членки на Унијата. Пендаровски му ги пренел позициите на Северна Македонија. Му реков дека ние не би се согласиле со никаква алтернатива на полноправно членство. Тоа може да трае, не знам, години и години, меѓутоа ние не прифаќаме никаква друга алтернатива во облик на Европска економска зона или не знам, соседи на Европската унија и така натаму. Ми рече прецизно, никогаш не била неговата намера да ни даде алтернатива на полноправно членство. Само, или сакам да го подобрам процесот, да не продуцира само бирократски успеси, а суштински неуспеси кај земјите кандидати. Во тој дел јас реков дека нашата позиција како држава е неспорна, че нека ја подобруваат, нека ја менуваат методологијата колку сакаат и како сакаат. Ние сме комплетно позади принципот на реверзибилност. Предложениот нацрт документ кој е на неколку страници не содржи конкретни детали, туку начела до кои треба да се придржуваат земјите членки и кандидатките. Се очекува во наредните 2 месеца да се произнесат и другите држави во Унијата, а како официјален документ да биде усвоен до март до година пред самитот ЕУ Западен Балкан. Макрон објаснил зошто во Брисел решил да не даде зелено светло за почеток на преговори со Северна Македонија. Со тој го почна разговор. Моја стара заложба е да има продлабочување на Унијата и подобрување на методологијата, што се двете страни на исти процес. Продлабочувањето на оние што се веќе внатре, а методологија за оние што сакаат да станат нови членки. Или тие работи знам дека може да одат паралелно и ќе одат паралелно, бидејќи вие сега барате само отворање на преговорите. Мене ми е кристално јасно. Меѓутоа сакам да ве уверам дека вие испрачавте прво се, второ не ви нудам алтернатива на полноправно членство, некакви други форми на соработка и вели доаѓам тоа да му го објаснам, ако е потребно да го образлагам, да го аргументирам пред вашите луѓе, ќе дојдам во Скопје. Самиот Макрон најавил дека во земјава ќе дојде во првата половина од 2020 година, кога тоа што му го кажа на Пендаровски ќе им го пренеси на граѓаните. Денеска францускиот претседател воопшто не го споменал носењето закон за јавно обвинителство како услов за почеток на преговори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.